Јас сум Моника Црнокрак, имам 24 години, по професија сум модел и водител од нова и секојдневно си работам дополнително со селс и маркетинг. Колку време си со програмите на Pitch Army и какви резултати успеа да постигнеш? Па вака, започнав со Pitch Army октомври 2020 и резултатот што го постигнав, мислам стварно на сите се фалам со тоа. Тоа ми е стварно достигнување, значи изгубив 20 килограми со Pitch Army и сум презадоволна со тоа и нормално секогаш одам за оно изглед што сакам да си го достигнам. Кој е тој изглед што сакаш да го достигнеш? Затоа што изгледаш прекрасно, морам да ти кажам. Благодарам, исто и ти, секогаш. Па изгледот што ми е, сакам да оние маснотии сите што има, целулити, такви работи, тоа сакам да си го тргнам од себе и да се затегнам. Тоа ми е еден приоритет што сакам да го постигнам, така да ќе работиме на тоа. Сподели ми нешто за тебе и твојот начин на живот пред програмите. Начинот на живот ми беше дали цело од време. секогаш имаш проблем со си имала проблем со килограмите, кога започна да се чувствуваш непријатно во твоја кожа? Најпрви и луѓето што ме знаат додека сум била основно, значи јас сум била многу слабичка така. И детски памет со сите тие диети си направив јојо ефект и цело време мислам дека со години се движеше така. Значи накачи симни. Имав еден пик достигнато средно кога бев стварно, значи можеби сум слушала коментари негативни од страна, сум ги игнорирала, ама потајно во мене имала, значи и моја реакција на тоа потајно ме дирнувало, како да кажам, допирало до мене, покрај тоа што не си покажувала дека е така. Пробував, знаеш, ќе најдам една диета, оние брзини диети што се за 5 дена намали 3 килограми, тоа се сите јојо ефекти кои што стварно допринесуваат за уште поголема килажа да се накачи и цело време ми беше така, цело време ќе најдев нешто, ајде, нели она свако чудо за 3 дана. Многу ми беше навистина тешко, се додека не почнав со Pitch Army. Кој беше тригерот така да кажеш, еве, сега почнувам со Pitch Army и ова е тоа што го правам? Дали ти на нашите програми гледаше како уште една програма која што за 3 до 5, 10 дена ќе ми даде некој брз резултат? Што мислиш? Да бидам искрена, прв пат нешто видов што си кажав, морам да го направам ова и ќе бидам упорна. Значи тоа беше моментот валјда и пресуден кај што беше карантин, бевме дома и бев цело време да изнајдам нешто што ќе ми помогне. Склоп на околности, Кике ми беше таа што од неа го видов тоа и си кажав Кике се одлучила да го направи тоа, ми беше некој стимул да си кажам мораш да го направиш ова. И си кажам, мислам дека дури ја пратев Кике веќе го имаше земено. Јас бев негде вториот термин кога се отвори програмата и си кажав, сега морам да го направам ова. Не знам, ако сака, не знам, нека се сруши светов, нека имам коментари, ти пак почнуваш, ама ништо, морам да го направам тоа. Што е поразличното од кога влезе нели во светот на армијата? Која е таа магија што така те држи да останеш тука колку више 3 години? Пред се енергијата што има и пред се Ана. Значи Ана, јас мислам и знаеше ти самата дека јас уште од почетокот нешто кога имав те прашував директно тебе. И добивав секогаш брз одговор од тебе и на тоа на сите го имам кажувано. Значи било што и да ми треба на тебе сум ти се обраќала. Енергијата која што е присутна во групата, тогаш беше и на Facebook група, помош од сите и нешто што ме така што ми кажа ајде можеш, видов дека се рецептите превкусни, дека можам да јадам се и кратките тренинзи. Пошто јас сум човек кој што малку потешко би кажал одам во теретана, губам време или вежбам дома по саат време, саат и пол и тоа ми беше ако 15 минути не можам да одвојам за себе за тренинг, и пола саат да е, тогаш немам цел и не можам ништо да постигнам. Така да тоа ми беше, дури го памтам и првиот ден од таа програма, за вечера имавме нудли со туна и доматен сос. Јас на мајка ми кажав, викам, да не се здебелам со ова плюс, ама бев упорна затоа што
Мислам дека и дури те прашував, Ана, страв ми е да јадам помалце, да не јадам еден Чести оброк, не си прва да знаеш и го гледаш Да. и самата во групата. Ама едноставно организмот бара и кога се вежба и сето тоа му е потребно. Цело време сум си кажувала, Ана знае, ќе ја слушам неа. Така Фала да. ти многу за довербата. Мислам, баш ти си го користиме често тој термин слабееме најадени, буквално слабееме најадени. Јас имам 100 пати спомнато, ја лично сум гурман и сакам да јадам и сега, а сакам и да вежбам, како две личности да се во мене цело време и од секогаш сум знаела као мора да има начин така ова нешто што го јадеме секој ден и што го јадеме секој ден што велат дека не е здраво да се направи некако така да Мене се ме стави прашува, века ти си пола човек. Не јадеше ништо, викам, не викам све јадев. Значи, буквално, јас тоа го имам кажувано на сите. Викам, ние сме јадели, викам и благо, и солено, и палачинки, и кремови, и све. Ама све е здраво и све се е избалансирано. Да. На јавноста си позната, нели, пред малку кажа како више си јавна личност, позната си како модел и како водителка од скоро. Ова се професии кои што се за нијанса, голема нијанса, поразлични од другите во тоа што бараат навистина да имаш многу самодоверба. Сепак те гледа цела јавност, ти се мери секој збор и е стрес само по себе. Кажи ми, како се справуваше порано во моментите така кога не беше се уште задоволна од резултатот што го имаше постигнато? Верувам дека имала тука психичка и физичка борба. Така е. Како успеа во тие моменти? Па, пред се, да, како што кажа, тоа биле моменти кај што сум гледала дека сум се одвојувала од другите, сум сакала да го работам тоа, сум имала, ете да кажеме, многу ми зборат дека имам фотогенично, значи, јас сум сакала да го правам тоа, меѓутоа, никогаш сум знаела да кажам самата не, затоа што сум била свесна какви коментари ме очекуваат. Сега, од период на период, мојата самодоверба се накачувала како што си доаѓа нели телото во... Не само за тело, за лице, за све. Така да, мислам дека ако си среќен од внатре, ако си задоволен со своето тело, све ќе си оди по патот по кој што сакаш да биде тоа така да... Ме интересира, дали чекаше да ја постигнеш целта за да си го оствариш сонот, за да станеш модел, водителка, да си сега тоа што нели си сакала да бидеш, или едноставно научи да уживаш низ процесот? Дали Уживав низ процесот секојдневно. Само тоа пак ќе напоменам, имаше моменти кај што сама кажував не, затоа што ќе си кажав не сум за тоа. И си го чекав моментот, меѓутоа не се откажав. Значи меѓувремено јас си ги работев тие работи за кои што си имав самодоверба во тој момент, така да никогаш не сум се откажала од тоа да одам напред и дури сега има моменти, ако си кажам не сум за ова, ако си кажам не ми е денот, нема тоа со сила да го правам. Ама тоа не значи дека нели ти си се откажала од целта во тој момент, туку едноставно така си оставила да си дојдат работите сами на свое место. И тоа е многу битно и многу добро што го спомна, сакам да го слушнат девојчињата кои што ќе не следат, као ништо не е невозможно. Ако не можеш да го имаш сега, не значи дека не треба да работиш на него. Ништо не доаѓа преку ноќ. Мислам дека тоа не треба да биде некоја дополнителна не само доверба и некоја недополнителна несигурност заради тоа што ете како што кажавме, во тој момент не можеш да се нервираш за тоа. Тоа поминало и не може да се смени ништо. Точно. Можеме само да работиме на себе и да биде уште подобро, така да... Точно. Како се чувствуваш денес? Изградена си како личност, изгледаш прекрасно. Знам дека има многу голема разлика од последен пат кога бликаш со самодоверба едноставно и многу ми се свиѓа тоа кај тебе што буквално не гледам само физичка, туку и психичка промена огромна и самата така ги работиш овие професии, како се носиш сега? Дали уште го имаш тој страв? Дали уште се бориш со самодоверба? Многу ме интересира. Да бидам искрена, владее кај мене не самодоверба, меѓутоа секогаш гледам да ја прикриам. И дури секогаш сум добивала совет од мајка ми, никогаш не им покажувај на луѓето дека не си сигурна во моментот и гледај тоа да бидеш полна себе, дури да ништо да во моментот да не знаеш кај се наоѓаш, не им покажувај на луѓето. Не слабост. Тоа ми е така што си го памтам и што гледам во последно време да го применувам што повеќе и повеќе. А инаку секако, нели, секој човек мислам дека сака секој ден, значи и дури да стигне до формата што ја сака и до самодовербата, мислам дека секогаш ќе си кажам можам уште, можам повеќе, нешто сакам да направам плюс, така да мислам дека секој ден ми е предизвик плюс за
ете, да направам уште нешто плюс за себе. Мислам стварно дека е тоа одличен совет, зашто кога нешто така и кога ако си во нешто несигурен, никогаш нема да знаеш колку си добар ако нешто то не го направиш. Да. А кога нешто толку често го правиш, стануваш се подобар и подобар и тоа и така сме ги гледале твоите емисии, ти со секоја емисија си се подобра, посигурна и едноставно бликаш. Не знам, мене си ми многу мила. Носиш таква енергија и треба да го работиш ова, треба да те гледа народот, му треба на народот таков човек како тебе. Твоите родители се јавни личности и може би сакала или не ќела ти си го имала патот така да станеш тоа што си денес. Но мене ме интересира сега другата страна. Како се чувствуваше ти во моменти, така затоа што ви имавте агенција за модели. Како се чувствуваше во моменти обкружена си со убави девојки, така речи си перфектни. Како се чувствуваше во моменти кога ти не беше задоволна со себе? Дали тоа што гледаш убави девојки околу тебе ти правело екстра мотивација или те депримирало? Ми било многу криво во моментите затоа што не можам да си ги искористам. Ајде да кажеме, јас не сум била никогаш потисната од моите родители дека морам да го правам тоа, дека морам да ослабнам, дека морам да си го средам телото. Од малечка сум ни водев по настани, модни реви, сликања. Тоа некако ми беше, сите ми кажува, мала сака да се слика, такви некои работи што мислам дека се вродени и дека ете го имам наследено од нив. Во моменти ми беше стварно, значи, што не можам да криво што не можам да си ги искористам тие работи, што не можам да искористам тоа што ми е, што можам да го имам. Потенцијалот во тебе не можеш да го искористиш заради тоа што ми беше криво, меѓутоа имав и некои моменти на инаед каде што веројатно преовладувало без во мене и нешто што не можам да сменам во моментот. И сум си кажувала, добра, ајде, знаеш, онака како да не ме интересирало. Меѓутоа, длабоко во мене ми било криво, затоа што не можам да си го дозволам тоа и затоа што не можам да ги искористам тие работи. И дури од кога почнав да го работам тоа повеќе, се гледа дека и на моите родители им е помило затоа што можам да го наследам тоа и нормално затоа што им било криво затоа што сум пропуштила многу шанси, а ако сум малку сум била поодлучна, сум можела да направам нешто и претходно. Види, ја не верувам, не гледам на тоа како пропуштени шанси. Силно верувам во тоа дека секој кога тогаш ќе го добие тоа што треба да го добие во животот. И ама ти во тие моменти сметам дека си научила голема лекција. Во моментите кога си била бесна, претпоставувам во тие моменти си била бесна на твоите родители, на се што се случува околу тебе. И на сама себе најмногу. А сваќаш дека си била лута сама на себе, ама дете како дете, така не си ни свесен дека јас сум си лут сам на себе, као не можеш сам на себе да се разлутиш и многу е полесно ајде дека им се разлутам на моите дома. И израсната си во една зрела личност, тие ситуации, тоа што сега ти се случува, те израснале во една зрела личност и ги гледаш работите малку од повисоко. Така не си внатре во проблемот, туку го гледаш проблемот. Кој што им го давам на сите, тоа по себе сум го научила, а тоа е дека џабе кој и да ми каже можеш сега направила, ако јас не сум одлучна сама со себе, не може никој, јас може ќе пробам нешто да направам, некој ми кажал, меѓутоа ако длабоко во себе не сум одлучна за нешто да сменам, ќе трае пак 3 дена и тоа е тоа. Како денес го пронаоѓаш балансот? Балансот, еве да кажеме за... Дали ти е терет? Дали моментално од кога више така постигната ти е до некаде целта која што си ја замислувала пред 2 години, дали сега од кога више е постигната целта, тоа значи крај? Како го бараш балансот? Што е после крајот? Крај не треба да има никогаш и секој ден треба да има дополнување на човекот во секое поле на животот, така да тоа го имам научено од тебе дека ако не можеш да си посветиш барем 15 минути во денот да извежбаш и да си ги направиш оброците кои што ти се потребни во денот, немаш грижа за себе. Немаш цел и немаш нешто што ќе напредуваш. Така да секогаш гледам тоа да ми е приоритет и секогаш гледам, нели нормално се случува некој ден да имаш обврски да не знаеш главата каде ти е, меѓутоа секогаш давам приоритет на тоа и мислам дека не е тешко да се направи баланс затоа што секогаш давам совет, ако некој не може нешто, седни, напиши на лист и среди си ги работите, пошто јас сум човек што работи со планер. Јас не можам без планер. Дури и во телефон на ноз да си ги запишам,
потешко ми е на хартија сакам да имам. Што сум завршила, што треба да направам, така да некогаш знае да ми се случи да не ми е денот и да дојдам дома и сите обврски. Знам дека се тука, дека ме чекаат, ама ги оставам на страна. Меѓутоа мислам дека сите имаат такви денови и дека најбитно е да се направи баланс и дека луѓето треба да се грижат за себе и дека тоа е клучниот. Јас сум спомнала многу пати, ќе кажам и сега, дека ако ти не е себично така да се грижиш сам за себе, секогаш треба самиот себе да си се ставаш на прво место. Ако ти немаш време во денот, така тоа што го кажа, не 15, 2 сати во денот да си ги посветиш сам на себе, тоа не знам, зошто живееш, зошто одиш на работа? Да. Одиш на работа за да имаш поубав живот. Така, без разлика дали си стигната и на поле работа и на поле вежбање, без разлика дали си достигнал целта, ти секогаш треба да издвоиш време за себе, затоа што не можеш да стигнеш целта ако не си посветиш внимание сам на себе. Ќе се измориш, едноставно, ќе се измориш многу брзо, многу лесно и секој ти пропадне во вода и многу добро си го сватила тоа и верувам дека си го пронашла твојот баланс и ептен сум среќна за тоа. Кажи ми за крај, со кого е полесно во твојот живот? Кој прави Моника да е ова што е сега? Моите родители пред се и мојата мајка како најдобар другар, затоа што стварно си имам однос со неа кој што дури некогаш не можеш ни да отидеш ни до другарка да го кажеш тоа што го имаш со неа, така да она ми е најголема поддршка и така како нешто што идол мој. Татко си е татко, нели, од тоа е женски точно, однос, да. Моите родители пред се, луѓето кои што се околу мене, така да мислам дека ако го имаш тоа, ако го имаш љубовта од најсаканите присутна во животот, дека ќе ти биде полесно за се понатака. Мајка ти е прекрасна личност и поздрав до неа. Стварно многу ми е мило што влијаела и израснала керка како тебе. И кажи ми дали мајка ти вежба со пичарми? Мама се потруди да вежба едно време со пичарми и мислам дека дури во тој момент осетив дека стварно е битен континуитетот што сум го имала со тебе. Ајде, па јас не можам да стигнам, ајде побрзо. Ајде, викам, ајде. Успеа да го направи тренингот, меѓутоа мислам дека на луѓе што не вежбале, на луѓе што не се во континуитет некој, стварно треба да видат дека од тренинг еден прв ден со Ана, која разлика е до последен. Мама еве на пример, она си пази цело време на храна, на како се одржува во животот. Не вежба во моментов, меѓутоа мора да ја пофалиме дека она како секој ден да вежба, така да. Да, не, мајка ти изгледа прекрасно. Стварно, мислам јас не. Сестра ми исто ми е она е дупло помала од мене, она ми е исто многу голема поддршка и цело време, пошто јас кога сум вежбала, некоја сум вежбала и верувај дека многу значи сега што она во тие годините гледа тебе. Ана и стекнува навики, некој ве она се бави со одбојката, така да мило ми е што има пример. Да. Баш си пример. Ништо се надеваме дека и мајка ти ќе натераме да почне да вежба, како што така она ти е тебе идол. Мислам дека и ти треба да ги инспирираш и мајка ти и сестра ти да бидат уште подобра верзија од тебе. Фала ти, Моника, многу и имам уште едно мало внимание за тебе со огледалце, затоа што ти си нашиот херој. За ова сум многу среќна, многу сум среќна за ова, Ана, ти благодарам. Дечки, се надевам дека и ова ќе ви биде еден предизвик на вас и дека ќе си ја постигнете својата цел. Многу сум благодарна за ова и би сакала да си го одржам овој баланс до крај на живот и да бидам се подобра и подобра верзија од себе. Многу ми е мераки во моменти кога ќе ти биде тешко, само знај дека така не е крајот, само да кажа дека нема крај, дека цело време треба да има борба, само погледни се тука и знај дека ти си нашиот херој и херој си на многу девојки тука. Фала. Беше одлично. Thank you. Одлично беше.